Председателот Иванов од сите негови должности и овластувања што ги има според законот како председател на една држава, најмногу ги доживува или ги сваќа тие што му оставаат малку можност за мешање во судската и во законодавната власт. Лани имавме помилување од негова страна, па после повлекување на помилувањето и сега слушаме за негово барање за амнестија, сега не за помилување, некако се повлекува самиот од помилувањето, пошто помилувањето како правен институт му припаѓа на на председателот на државата, а амнестијата на собранието, и сега гледаме дека пак сака да се меша малку во законодавната власт, малку во судската власт, а од друга страна тој представува дел од извршната власт. Тоа е начин на негово работење. Сака сам да не се впушта пак во некоја игра со помилувања, групно помилување како што направи лани, и сега да интерферира во работата на собранието и да паѓа топката на собранието. Може би тоа е некаков вид договор или преддоговор со новата власт, ама не сакам да верувам во тоа. Ако постојано како држава се враќаме во воениот конфликт од 2001, мислам дека нема да правиме никаков напредок. Понекогаш квалификаторна особина на кривичните дела е местото на извршување, понекогаш е времето на извршување, а понекогаш е и личноста кон кого се извршени тие кривични дела. Мислам дека упадот на толпата во собранието представуваше не само атак врз личните слободи и права на одредени личности таму, кои што сепак се пратеници и новинари, да не ги занемаруваме новинарите, во вршењето на нивната службена должност. Имаше тепани пратеници и од албанскиот политички блок и од македонскиот политички блок. И ако сега сите појави во иднина кои што ќе ни се појавуваат, ќе бараме да се вратиме и да ги надоврзиме со случувањата во 2001 година, мислам дека условно кажано никогаш нема да излегуваме од под наводници воената состојба. Тоа не е во ред, ова се случи во време на мир, не е за време на воена состојба. Ја не знам дека некој имаше објавено воена состојба во ноќта на 27 април. И сега да ги амнестираме тие лица, мене ми нема логика, иако правна можност реално постои. Собранието може да дава амнестија на неодреден круг, поименично категорија лица кои што извршиле кривични дела и начините на кои што тоа се дава ги дадов малку порано, ослободување од гонење, од казна и така натаму. Ако дојде до амнестирање на сторителите на тие лица, мислам дека тоа ќе биде уште една лоша дамка за функционирањето на демократијата во Македонија.